Дојдете овде кај мене. Ајде, побрзајте. Овде, Марија, што ќе правиме овде? А овде е многу убаво, како се сети. Овде има играчки, сликовници, компјутери. Владко, нели мене ме викаат текнувало? Ова мене ми личи на... Детско катче! Детско катче! Здраво, драги мои, денеска на гости имам еден многу убав и интересен човек. Значи, човек кој се занимава со пишување за вас. Не откривам сега за сега ништо, ќе ви кажам по музичката номера. Здраво, Здраво, повели, представи се. јас сум Филип Димковски, имам 23 години, живеам во Прилеп, пред тоа живеев тука во Скопје и пишувам за децата, односно детето во мене пишува за вас. Значи, овдека пред мене стои дете. Да, малку така поголемко. Годините не се битни. Децата секогаш живеат, работат, говорат низ нас. Еве, јас имам приличен број на години, па се уште пишувам поезија за деца. Што значи тоа, дека детето во мене расте, се буди? Така е. Кажи ми, зошто детскиот свет ти е најприфатлив за пишување? Моите први книги се за возрастни и јас и сега продолжувам да пишувам и за возрастни, меѓутоа со сите контакти со децата јас сватив дека тоа дете во мене сака нешто да каже, сака се уште да биде живо, да расте, да се смее и да биде со децата. Многу години не се поминати откако и јас седев во училишните клупи, меѓутоа работата во нашиот додаток за деца Колибри во Нова Македонија, работата во издаваштвото за деца, дружбите, работилниците со децата од регионот, сето тоа некако многу ме инспирираше. Гледав некои работи кои, да речеме, во литературата за деца или во се она што им се нуди на дечињата, гледав некои работи што можеби недостасуваат или пак се пренесени онака, а јас мислам дека некако поинаку треба да им ги кажеме. И ете тоа беше мотивот да се напише оваа книга заедно да растеме. Сакаш да кажеш дека децата имаат промени во своето растење и некогашно дете како сегашен оформен човек, детето кое се буди во тебе е во сегашноста или во минатото? Во сегашноста, затоа што тоа дете паралелно расте, се обновува.
повторно поминува низ годините кога имало 5, 6, 8, 9, 10, 12 години. Мене ми се има случано да јас кога разговарам со денешните деца. Кога ги прашувам дали одиш во градинка, тој вика не, одам на работа. Дали се случува такво нешто по твоите песни, бидејќи децата живеат современо? Некогаш ми е малку жал што такво ни е сега времето. Некако како да им се крати детството. И онаа фантазија, и онаа мечта. Знаете, пред некој ден, јас многу често така слушам, некои сателити мои зафаќаат некои муабети од околината, бе во градскиот парк, кога беше сончево време во сега деновиве. И едно детенце вели, јас сум сив сокол. И мајката му вели, тоа го нема во реалноста. Знаете како? Треба да оставиме децата да мечтаат и да се замислуваат онака како што сакаат. Тој се замислува како сив сокол. Да не заборавиме што беше галебот Джонатан Ливингстон. И таа мечта, всушност, колку што е фантастично, толку тоа е и реално и многу убаво. Убаво е да ги оставиме децата да ги носат розевите очила и да ги гледаат среќните моменти во животот. Зошто да мораме сите да бидеме во таа сива зона на реалноста, кога, замислете, ако цел живот ние го чуваме тоа дете, ги бараме позитивните нешта, ќе бидеме цел живот среќни. Значи, треба таа мечта да се подхранува, но и надградува. Значи, да не се прекине сонот на детето. Детето има чиста душа, чисти зборови, чисти мисли. Тоа си дозволува себе си да го фати делот од сегашниот живот, но на некој свој начин. Токму така. Треба да се даде она што е реално, она што е вистинито, па јас таа вистина ја барам во мотивите од природата. Јас мислам во мотивите од природата се крие таа сета вистина, сета суштина. Како што расте детето, така растат цвеќињата, растат животните. Тоа растење, тоа будење, кога детето ќе го осознае, е многу убаво и го гради контактот со природата и така станува среќно, со самодоверба, затоа што се случува, например, деца во 6-то одделение да не знаат што е во училиштата кај што одам, не разликуваат магаре и коњ, не разликуваат кромит од лук. Во анкета со деца во Америка, учителката им вика нацртајте кокошка. Тие цртаат печена кокошка. Сакам да ви кажам колку децата се одделени од природата и сето мое настојување низ песните е тоа навраќање кон природата и кон незината убавина и раскош. Ние без природата не можеме да обстоиме. Во една емисија јас лично се ставив во светот на децата, бидејќи секогаш сум во светот на децата и обкружена сум многу деца и реков дека децата се цвеќиња. Ако не ги полеваш, тие нема да израснат. Ако ги полеваш и наобразуваш онака како што треба, а сметам дека секој родител го образува своето дете онака како што треба и онака како што мисли, а ако не му дозволи контакт со природата и да го упати да размислува на свој начин и да ја гледа, мислам дека ќе се промаши во образованието и воспитувањето на детето. Да, затоа и тие сите програми и системи што почнува светот да размислува на тоа дека детето, во Германија го видов тој пример. Ние, иако возрастни нели веќе, врне дожд и одма ние трчај, бега и дождот да не фати. Тие дечиња во градината од нивното училиште си играат надвор, си врне, кал, играат во тревата, боси се и никој не се вознемирува заради тоа. Ја чувствуваат природата и се онака како што е природно. Филип, книга пред мене. Заедно да растеме. Која е поред? Тоа е 4-та книга. Заедно да растеме е токму мојот, да речеме, зрел обид да се обратам на публиката, на децата. Песничките, според оние што се занимаваат со образование и со пишување за деца, ја опфаќа возраста, да речеме, од некаде 5 до отприлика 11 години, затоа што на различно ниво тоа може да се прифати и да се свати. Ако детето има 4-5 години, може родителот да му чита. А ако
веќе ги знае буквите, ќе прочита само, ако е веќе трето, четврто деление, па веќе ќе почне да размислува што сакаше баш песната да каже. Поговорот на книгата го напиша нашиот писател Горијан Петревски, рецензијата е на Лилјана Атанасова, а кориците ги правеше мојата другарка Александра Ацеска, која направи убави илустрации внатре во таа книга. И многу се радувам што денес сум тука, оти за недела дена, од прилика, оваа книга ќе излезе на српски јазик. Писателот Власта Ценич направи рецензија, а преводот е на Снежана Алексис Станојловиќ. Гледам дека е поделена во два дела. Едниот е Јас, семејството и другарчињата, а вториот е Запознајме, засакајме и јадиме. Во првиот дел се баш оние песни кај што растењето на растенијата и животните го поврзувам со растењето на децата и дека семејство не се само мама, баба, дедо и тато, семејство е и кучето, и цвеќето во градината, и првото кокиче, се е тоа наше семејство, и доматите во бавчата. И покрај другарчињата од малото и од училиштето, и растенијата и животните се наши другарчиња. И тука им се обраќам со пораките за екологија, со добрите и лошите зборови, дека добриот збор е оној што треба да преовладува и дека гумата умее да го избрише лошиот збор, а добриот да го остави да цвета. Како еден татко креативно ја буди мечтата кај децата, преправајќи се во Дедо Мраз, елката која патува од шумата, па потоа се враќа повторно кај кокичињата напролет. Така што тоа се. Има еколошки теми, еколошки пораки за чувањето на водата, SOS телефонот кој звони затоа што природата бара помош. Тоа се главно тие темите и тој циклус завршува со една песничка што се вика Мал градинар. Многумина ми рекоа тоа си ти, затоа што јас студирам градинарство и цвеќарство на Факултетот за земјоделски науки и храна. А пак вториот дел се однесува запознајме, засакајме, јадиме, извикуваат плодовите. Овошјата и зеленчуците кои или ретко ги имаме, или воопшто не растат тука, или не ги знаеме, или пак децата избегнуваат да ги јадат. На децата им кажувам зошто е здраво нешто да се јаде, зошто е корисно и зошто ако ништо друго би можеле да пробаме. Па ако ни се допадне и да јадеме и понатаму. Карфиол. Карфиолот не може да се фали со некоја стројна става, но затоа во листовите крие вкусна и здрава бела глава. И свеж, и похован карфиол, но и во туршија, а и варен. За секаде него го бидува, за секаде карфиолот е арен. Полне со минерални разни, насмеан, главата му белее, иако е најхранлив, карфиолот не дебелее. Ротквица. Од Средна Азија вјасала и во нашите бавчи стасала. А ја има во целиот свет. Еве и кај нас, на пазарите, во снопчиња на чичкани и во секое поредокви пет. Ротквицата однадвор црвена, а внатре бела, и во салата со кромит се комбинира, во соковникот со вода, дружбите со морковот најубаво и одат. Малку може би е лута, ама е одличен штит, затоа јадете ја ротквицата, чува од настинки и гриб. Уште египтјаните древни, ротквицата многу ја јаделе. Велат, уште одамна, кога Хепсовата пирамида ја граделе. Мушмула. Ана на Андреј му вели: ниту сум видела, ниту сум чула такво овошје со име мушмула. Надраво мушмули растат. Андреј вели: ситни плодови што не се јадат цели. Пред плодовите да се јадат, семките им се вадат. Кафеави топчиња со вкус што не личи на ништо друго. Имаат плодче вкусно, но многу тврдо. Дури откако мраз ќе ги фати, треба да се јадат, ем да не освежуваат, ем да не сладат.
Дали мислиш дека нашиве денешни деца или децата во цел свет се оптеретени со компјутеризација, со YouTube и со некои работи кои им го одлегуваат вниманието од читањето на книгата? Тоа се некои светски движења, ама јас пак ви набарам во родителите. Родителите и оние што се занимаваат со воспитување, ако веќе увиделе дека тоа се светски движења, ние не можеме се да одбегнеме, ама треба многу повеќе време да минуваме со децата. Знаете како велат некои родители? Ќе си дојдам дома, ќе му го дадам таблетот и компјутерот и мирни сме. Ќе се одмориме, детето си игра, тоа е поразително. Детето Но сепак има... викаат, тоа е 21 век, тоа е неминовност. Да, ама ако ние му дадеме половина час, супер. Ама ако го оставиме 5 часа, а ние да се одмораме и да ги завршуваме другите работи, што секогаш нели се многу поважни од дружбата со децата, често знае да ме заболи кога во парк гледам како дете во нешто таткото го прашува тато или мамо, а мајката или таткото си вртат на телефон, отвориле Facebook или не знам што и детето, што ако се тие кога ќе видите се заедно, кога не се заедно. Тие не се дружат, не играат заедно, не подаваат топка, не ги гледаат растенијата и мислам дека не може да се очекува тоа се во образование да се направи, туку родителите дури и по цена на поголемите плати и унапредувањето во работата и не знам што, треба да се трудат малку повеќе да бидат со децата. Видете, јас не сум сега од 19-тиот век па да мислам дека сето тоа е негативно. Има технологијата своји предности, но ние прво треба да оформиме едно здраво и среќно дете, што ќе има вистински информации, а понатаму технологијата да му биде само помошна алатка и понекогаш забава, се разбира. Треба да пораснат. Возрастните треба да знаат дека треба да растат и растат за звездоредот да го фатат и децата да ги сватат. Да пораснат не во тежина и висина, туку во ум и во чистина. Се што е добро треба да зберат, па дури тогаш децата ќе ги разберат. И родители, немој да слегувате да се мачите. На нивото на детето не треба да се симнете, туку да се искачите. Природата многу може да ги образува, нормално со помош на родителите. Па да, тогаш посоодветно би биле тие групи да се викаат мауси, лаптопи, наместо звездички и мечиња. И сето тоа можете да го видите како резултат кога децата се во 7-8 одделение. Еве видете во автобус, ако вие го поздравите или го прашате, децата се бунат, добиваат некој стрес, гледаат одма во телефонот или се наведнати, значи не знаат да комуницираат. Држев поетска школа во Кисела Вода и кога одев на децата во училиштето да им објаснам зошто би било добро да дојдат, им велев не дека сите ние ќе станеме сега писатели или новинари, ама убаво е да знаеме убаво да се изразиме. Па дури убавото изразување ни треба и да изјавиме љубов кога сме во тие години. Или дури ако не баш добро сме ја совладале лекцијата по географија, ако ние имаме речник, ние ќе успееме некако да се снајдеме, да поврзиме зборови и да дадеме некој израз што ќе значи сигурност. Можеби нема да добиеме 5, ама ќе добиеме 2 или 3. Благодарение на тоа што имаме речник и на тоа што умееме добро да се изразиме. Да, само што SMS пораките фрчат на сите страни. Па да, јас видов и во текстови, знаете, нема З и Дж, ова што сега се зборуваше. Гледам таму напишало дете во писмена работа за секогаш, како што пишуваат на Facebook и на Facebook и на пораките. iPhone. Но што е среќниот момент? Што гледам дека кога влегувам во училниците и на промоциите на оваа книга Заедно да растеме, гледам дека дечињата и тоа како убаво реагираат. Еве сега ме чека училиштето Велко Влаховиќ во Нови Сад, каде што ќе садиме дрво. Децата веќе 2-3 месеци знаат дека ќе одам и заедно ќе садиме дрво
И тоа за нив е огромна радост. Значи децата ја сакаат природата, само ние треба да им дадеме простор Треба да се работи и да со ја деца. поттикнеме љубовта. Филип, би сакала да не запознаеш со песните од твојата книга. И нормално е да те прашам каде може да се најде. Оваа книга во Скопје ја има во Матица Ексклузив. Тоа е на булевар Македонија и ја има во книжарницата Викели во Прилеп, а исто така секогаш можат родителите, децата на Facebook профилот Филип Димковски да напишат порака и да се договориме да им се испрати таа книга, да можат да ја прочитаат, да ја имаат и да работат со неа. Штом снегот полека се дигнува, бел цвет срамежливо намигнува. Кокичето бело прво се појавува и пролетта ја најавува. По него една по една и качунките расцветуваат. Жолтоцветни и синоцветни тревникот го развеселуваат. Зумбулот синко небо мирис шири. Нарцисот жолт ко сонце ќе те стопли, ќе те смири. Божурот темно розов, поглед од секого мами, лалињата разнобојни, убави се како дами. Сара сака цвеќе да мириса, в треви да стапне боса, да се дружи со цветовите, што пролетта ја носи. Да ја прашам душичкава. Андрејче златен на мама, ајде, напи се од сокчево, земи си јаболко, скрши си чоколадце, сркни си супа, касни си од манџичката. Чекај, мамо, да си ја прашам душичката. Душичката сега не ми е гладна. Не и се јаде, не и се пие и за ништо не е страдна. Ама мора да јадеш, за да растеш, без јадење сила нема. Кога ќе огледнам, ќе ти кажам, или сам мамичке ќе си земам. Филип, многу ти благодарам што дојде денеска и што им кажа на моите другарчиња кој си, што работиш и како ги едуцираш. Јас многу убаво се чувствував, ги поздравувам нашите мали слушатели, ми беше задоволство. Наутро ете ме караат вет, баба и мама да станам сама. Како да станам сама, да се ранам поваду пусна, гледам телевизија. Зошто сте такви кога сум добра? Наутро рано појадував торба. Добра си, добра ти, ама да се запомни. Дај се, а уште сум мала. Дај расони се, мама ме кара. Ти баламке, ама не вели така. Мала немке, мораше така. Да, не, да, не, да, не, 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 не. Да, да, да. Не, не, не. Да, да, да. Македонско радио, Радио Скопје. Продукција февруари 2019 година. Наутро ете ме караат вет, баба и мама да станам сама. Како да станам сама, да се ранам поваду досна, гледам телевизија. Ма зошто сте такви кога сум добра? Наутро рано појадував торба. Добра си, добра ти, ама да се запомни. Дај се, а уште сум мала. Дај расони се, мама ме кара. Ти баламке, ма не вели така. Мала немке, мораше така. Да, не, да, не, да, не, да,
биде така.